И ова лето странските туристи од Турција, Србија, Полска и Германија најбројни на Охридската ривиера, но не изостануваат ни домашните и тоа претежно оние кои што си имаат свој викенд станови. Градоначалникот Пецаков, кој сезоната ја оценува како добра, вели евидентна е оваа година застапеноста на туристи кои што ретко доаѓале во Охрид. Оваа година застапеноста на туристи кои што ретко доаѓале во градот. Често кажувам тој пример, ќе го спомнам и денеска, буквално кога беше надпреварот Норвешка, ми се чини беше со Бразил како дел од светското првенство, ние имавме 50 на млади луѓе со дресови на Норвешка, нешто што не било за нас, да кажам, искусено во минатото, меѓутоа поврзаноста која што имаме со Охридскиот аеродром, новите линии кои што се отвораат и лесниот пристап до Охрид на сите оние кои што сакаат да го посетат. Бројните културни, спортски и забавни настани, манифестации и фестивали во главниот туристички центар придонесуваат не толку за квантитетот на туристи колку што се добива на квалитет, смета Пецаков. Овие настани го покачуваат не толку квантитетот на туристи колку што добиваме на квалитет и начинот не само на оние кои што учествуваат на ваквите настани, туку и оние кои што доаѓаат за овие настани. Земете го за пример Охрид трчат како манифестација која што започнала. Овие три манифестации кои што ќе ги наборам се во организација на општина Охрид, околу денот на езерото е винскиот фестивал во Охрид, Охрид Water Festival како круна на фестивалот Охридскиот пливачки маратон и само што ќе заврши започнува и Охрид Джез фестивалот. Тие се манифестации кои што ние како локална самоуправа почнавме да ги организираме, веќе растат од година во година, добиваат на бројност. Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, во јуни 2026 година од вкупниот број туристи, 22,8% се домашни, а 77,2% се странски туристи. Нина Ритоновска, Сител телевизија.